почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз е синоним за криминал, а со Зоран Заев на власт правото и правната држава не постојат. Рекетот, изнудите и корупцијата се модус операнди на Зоран Заев и сите негови функционери. Зошто му се на Јовче Еременски имињата на сите инволвирани полициски службеници, сведоци, докази и соработници во случаите Монструм и Диво населје? Дали уценувал или планирал да уценува некого? Дали се заканувал или нудел заштита на осомничените и инволвирани лица? Ова се сериозни прашања кои се наметнуваат откако вчера јавноста се вознемири со информација дека соработникот на Зоран Заев, Јовче Еременски, висок функционер во УБК, а сега во АНБ, изнесувал класифицирани информации, списи и докази и ги чувал во сопствениот дом спротивно на сите закони и процедури. Тоа што дополнително загрижува е фактот дека власта и истражните органи молчат за овој скандал. Устата им е полна со наводен ветинг, а немаат информација дека нивен функционер ја изнесувал доверливата архива и си правел собствена. Како е можно овој човек да го мине филтерот за влез во новата Агенција за национална безбедност, а згора на сето тоа и да врши селекција на останатите кадри, оценувајќи ја нивната работа? Почитувани, со овој скандал Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз фрлија дополнителна сенка врз целосниот процес на селекција на кадри во новата Агенција за национална безбедност и целосно ги потврдија сомнежите дека процесот е политички и коруптивен, а не професионален. Зошто Агенцијата за национална безбедност, кога дознала дека кај Јовче Еременски се пронајдени информации и документи од истраги, не го суспендирала и не започнала постапка против истиот? Има ли удел Јовче Еременски во бришењето и исчезнувањето на двата телефони на неговата сопруга, осомничена во случајот Рекет? Дали е потребен дополнителен медиумски притисок кон јавното обвинителство и МВР, за да почнат конечно да си ја работат својата работа? Доколку со таква леснотија се изнесуваат документи од МВР, дали како држава треба да стравуваме дека и други лица поседуваат класифицирани документи во своите домови и ги користат за приватни работи и уцени? Која е безбедноста која ја гарантира МВР кога не можат да ги заштитат ниту сопствените материјали? Спасовски се покажа како целосно неспособен. Безбедносниот систем ни е целосно крахиран. Одговорност за ова мора да има. Оваа несериозна влада мора час поскоро да се замине. На 12 април граѓаните ќе ги испратат Социјалдемократскиот сојуз во историјата. По 12 април следува обновата на Македонија. Ви благодарам.